Во однос на пописот. Постојат насоки од Обединетите нации како се прават попис, како се прави попис, и тоа важи, тие насоки важат за сите земји во светот, не само во Европа. Ако на луѓето не им се даде можност да се регистрираат како нерезиденти, а не се резиденти, односно се смета дека се резиденти дека живеат во друга земја ако живеат повеќе од 1 година, и тоа важи како критериум во цел свет, тогаш тие ќе направат се да се регистрираат тука, поради тоа што не сакаат да си ги скратат своите права. И тоа е зошто има резиденти и има нерезиденти. Нерезидентите се дел од пописот во земјите каде што живеат повеќе од 1 година. Меѓутоа, што е проблемот и предизвикот со електронскиот попис? Прво, многу луѓе имаат лични карти кои што се водат на друга адреса, имаат повеќе имаат станови и куќи, и голем е тој процент. Над 25-6% се тие луѓе. Што значи дека првиот предизвик електронскиот попис е нема да има вистинска мапа на населението. Односно, нема луѓето да бидат регистрирани таму каде што вистински живеат, туку само по личната карта која што е во многу случаи на друго место. И втората работа што е предизвик за електронскиот попис, ја нема националноста во ниту една електронска база. И кога се вкрстуваат податоците со базите на Фондот за здравствено осигурување, ПИОМ, УЈП, со цел да тие податоци се проверат од направениот попис, како што во наше време за време на пописот се вкрстени податоците од 6 електронски бази, за да се провери каде е работното место, име, презиме и така натаму, ја нема графата за националност. Тие две работи сметам дека се сериозен предизвик кога станува збор за тоа дали да се прави или не електронски попис.